околу 15 минути до 11, тоа значи дека е време за оброкот на денот или за мала ужина, закуска, нешто малку да се освежиме, а може да се заблажиме. Ние кога сакаме да се заблажиме, тука во нашата кујна си ја викаме Снеже Велков, таа најчесто ни прави благи, вкусни рецепти, но и здрави, што е најважно, бидејќи нели преферираме здрава исхрана. Затоа денеска Снеже е заедно со нас повторно во кујната и повторно подготвена со уште еден вкусен рецепт за вас. Истиот веројатно Снежи на твојата Инстаграм страна, но и за нашите гледачи кои што се заедно со нас во моментов. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Така е Ненад пред некоја емисија кога бев тука гостинка ми рече благето е дојдена, ева благе повторно е дојдена. Поздрав до гледачите, поздрав нели и до сите вас овдека во студиово, затоа што многу ми зависи и од сите оние кои што се во студиово кога ќе го пробаат рецептот. Ако потврдат снимателите дека е добро, тоа значи дека добра работа сум завршила. Да, нивното мислење за тоа колку е вкусно тоа што е направено, досега мислењето секогаш било позитивно, односно сме уживале во вкусот, затоа не се сомневам дека така ќе биде и денеска. Ти благодарам што дојде, бидејќи ти си имаше други ангажмани со твојата емисија, нешто конкретно, кое што исто така гледачите може да ја гледаат на Телма телевизија, чија сезона за сега заврши. Да, оваа полусезона ја заокруживме, а минатата недела, значи секоја недела во 14:30 на Телма се емитува нешто конкретно. Оваа недела ќе имаме некаква компилација од сите оние најинтересни моменти, меѓутоа ќе можете да ги видите и оние моменти кои што за жал не успеавме да ги пуштиме, бидејќи сепак сме ограничени нели временски. Така да ќе ги видите најинтересните моменти, ќе ги видите и сите гости кои што биле, сите имавме некои гафови, така да посебно на водителката, така да можат и тие да се видат. Значи препорачувам погледнете, ќе биде тоа една убава заокружување на оваа полусезона и здрави живи од септември со нови сили, со нови идеи, со нови гости. Секако и вие сте добре дојдени, оваа сезона ми избегавте де ваму сме зафатени, де таму сме, ама би сакала и јас да ви поставам неколку прашања на вас и на тебе, и на Ненад, и на Марко, и на Цеце, и на Горан, значи сите. Обавезно и ветуваме што се однесува до мене, јас лично за мене да зборувам, јас сум за и можеш слободно да ме планираш за следната сезона. Првенствено заради тоа што сме си колеги, второ заради тоа што сакам да бидам дел од нешто конкретно и трето заради тоа што секогаш кога и да те поканиме, доаѓаш во нашата кујна и ние си имаме нашата заедничка соработка и баш ми е мило што тоа и така ќе продолжи во иднина. Треба да се направи, се разбира, мала паузи, да се одмори во текот на летниот период, тоа сигурно си го планираш, но до тогаш, односно додека не заминеш на одмор, може еве како сега да направиме нешто. Може секогаш сум расположена за готвење заради тоа што јас сум од оние луѓе кои што генерално се одмараат со готвењето, значи мене готвењето не ме замара. И ако имам на пример нешто за размислување или на пример доаѓаме во некоја креативна криза, многу често ми се случува на пример да не знам што треба да направам или не знам која спремам темата за нешто конкретно, не ми иде. Ајде Снеже земи готви, да видиш како се ослободува мозокот заради тоа што генерално ова е мануелна работа, па на мозокот понекогаш му треба нели и одмор за буквално да ти кликне онаа идејата. Така да ме одмара и со задоволство, значи готвам секогаш. Блази си му на машми, што би се рекла. Блази се му на супругот, блази се на дечињата, секогаш ќе имаат нешто благо, вкусно и здраво, како што велиме да си каснат, но и точно ќе се согласам дека навистина секој во она во кој што ужива да го прави почесто за да му се зголемува креативноста, доколку има и друга нели професионална работа или ангажман. Денеска имаме нешто конкретно за јадење. Тоа е едно чоколадце, веганско секако, значи не се пече, поради тоа што е скапа струјата, не се става зејтин поради тоа што е скап зејтинот, а денеска и тоа го заборавив. Кога доаѓав наваму, значи денечниот поздрав и во следниве 3 дена е се поскапе, вајстина поскапе. Така да денеска е тој поздравот кој што треба да го практикувам и како беше во името на струјата, храната и горивото. Све е поскапе. Ние ќе се прилагодуваме сега и на тоа. Ќе правиме нешто што е практично, што не е толку скапо. Па не, види, ние ќе одиме со намирници кои што не се количински многу, значи не се употребуваат, од типот не ставаме цело кило ова се мелени овесни снегулки, него ставаме од прилика 200-300 грама, така да значи ќе се научиме на помали количини. Значи помалку да биде повкусна, како ви кажати, тоа што е пократко е поубаво, така да и помалце повкусно, ќе се научиме. Све ќе се прилагодиме, поретко ќе одиме во кафана, повеќе ќе готвиме под дома, така е ќе се научиме да ги употребуваме
употребуваме и оние работи, нели, ако малце е останато, не значи дека треба да се фрли, значи може или да се изеде, нема тоа, остај го последното залче за стрекичка, јади тоа, не знаеш. Поекономично ќе се однесуваме за оние кои што можеби досега тоа го подзаборавиле или Да. Ете сме се навикнале на некој друг начин се до некој следен период кога ќе можеме малку да здивнеме доколку се случат некакви промени, доколку само промената е постојана, така да јас верувам дека ќе биде секако што треба, а и што не сме издржале. Ќе се навикнеме. Така е. Ја видиме со онинато што самиот старт на денешното издание, веднаш почнавме со тие вести кои што го одбележува денешниот ден, па и почетокот на овој месец и на крај велам да заклучиме секогаш и таа мала позитивна точка која што имам треба да ја погледнеме и да се свртиме на таа страна. Па како викаат, бензинот стои 4 денари, а замисли да е 200. Така да. Добро. Може да биде полошо, така. Да. Добро. Се враќаме во кујната, значи возете си точак, тоа е многу лесна опција, ако не ти треба, или по 3/4 ќе се ставате во кола за да нели уштедите, нема сега секој сам во кола, значи за се има опција, така да можеби еве некаква нова професија, значи можеби некој кој што би им кажувал како да заштедат. Да, така да ги едуцира, да ги едуцира луѓето како да заштедат, да, например млекото па да му ставиш вода да го раствориш. Од тој тип све се има нешто. Различни методи и тактики кои што може да се применуваат, но веројатно секој ќе си направи свој план и организација и некако така да се помине овој период. Да почнеме. Понудиме што? Значи вака сега, реков ќе биде реков тоа ќе биде едно веганско чоколадно чоколадце, баш јас го имав ставено како да е од реклама, заради тоа што навистина така личи. Значи ова се мелени овесни снеголки, значи ќе си земете било каков тип на овесни снеголки, ќе ги сомелете, овдека имаме една чаша од 250, значи тоа е онаа за млеко, еве на пример волкава е. Меѓутоа значи ги мирите пред да ги сомелете. Да. Ето така, значи ова го ставаме. Сега имаме тука една нова, ова ќе го тргнам назад. Имаме еден нов продукт кој што до сега не сме го покажале, значи ова е вегански протеин во прав. Значи обично го користат како замена за оној другиот протеин кој што го пијат најчесто билдерите за да нели се напумпаат со мускули. Меѓутоа во овој случај ова е направено од грашок, а инаку обично е од сурутка. И сега ќе го ставам тука, значи тоа е мерица, обично кога доаѓаат таквите протеини, тие обично имаат мерица која што е една доза и која што е доволна за нели еден оброк. Јас овдека го измерив, значи ќе го ставам, а доколку немате и да не се секирате, можете да го замените со било која мелена јатка од типот на бадем, на орев, значи лешник, исто ќе се измерите едно малечко филџанче. Како замена за за да не биде дека ете. Значи ги правам протеински поради тоа што нели ние веганите обавезно ни фалат протеини, па еве ваква некоја замена. Значи тука ќе го измешаме. Ете така. Ставаме 2 лажици или повеќе ќе видиме тоа како ќе дојде. Во суштина во рецептот е 2 лажици кокосово масло. Ова значи е стопено, гледате, така изгледа, значи во течна состојба, обично нели е бела и е во цврста состојба. Ете така. Значи додавам тука. И ќе додадеме путер од јатки, значи во случајов ова е од индиски ореви, не мора да значи дека мора да е од индиски ореви, најефтината варијанта е од кикирики. Добра, путер од кикирики, значи кој што има широка примена и во многу други да, и тука ќе ставам 2 лажици. Рековме ќе кажуваме нели по некоја ефтина варијанта. Ефтина варијанта и ова вака, да не се фрли. Да, вака, никако. Ето така, и сега ќе го замесиме со тоа што нели треба да направиме едно тесто, кое што ќе ни биде основата за самиот рецепт. Гледате дека не додадов никаков шекер, заради тоа што обично тој веганскиот протеин или протеин може да се стави нели реков од сурутка, обично има додадено некаков засладувач, меѓутоа ако на вас не ви е благо, слободно ставете и малку мед. Сега ја ќе те замолам малце водичка да ставиш тука за да можеме да го обликуваме како тесто. Ајде. Ќе кажеш колку? Добро. Водата не знам дали е поскапена, така да штеди си све. А и овдека многу светло сте запалиле, ја да ти кажам. Можеме само со еден рефлектор да готвиме. Мислам тоа. За поубаво да не видат, мораме вака. Да види поубаво. Не видела она. И од близку. Не догледуе.
Еве, вака треба едно известно време, неколку минути да се замеси, веројатно. Да, ви треба. Еве, јас за тоа и вежбам. Гледате, оти не е тоа туку така лесно. Значи, ипак треба фатот на невестата да биде јак, за да може да се извеси како што треба. Мислам дека додатов малце поише водичка. Ама нема гај. Значи, ќе се снајдеме. Тоа е искуството генерално. И тоа и сакав да споменам дека со искуство или кога неколку пати ќе се замеси, ќе се има веќе осет од око дали треба да се додаде вода или треба да се Иако е малце, дури ако биде малце потврдо, окей е, заради тоа што генерално после ќе ставиме еден слој на карамела која што додатно ќе се упие, така да све ќе биде окей. Сега, значи ова ми е моето послужавниче кое што многу го користам. Гледате, што помало тоа подобро, за да нели не се расплените у правење на голем колач. Во голема тепсија. А оваа финта ја научив пред некое време, нели обично не се исправа оваа фолијава односно хартијата за печење. Иземаш ке ја изгужваш и онака се стои рамно. На пример, да не мора да држиме или да нели така. Еве го, значи гледате дека е тврдичко е. Ама е добро. Еве пак да не оди пофира. Така. Ништо, значи се собирајте. Ништо да не отиде. Ако треба дополнително помош од мене, ти можеш само муабет да ми правиш, ти многу е битен муабетот. Да, Иако се прави муабет муабетот во кујна е многу важен. Иако се прави муабет на блаксето, оно излегува поубаво. Иако му ставиш убава енергија, чека да пробам дали е добро? Добро. Не е благо многу. И така треба. Значи, доколку некој се одлучи да наместо веганскиот протеин стави нешто јаткасто и го измели, го стави во тестото, тогаш може да го заслади со мед. Најчесто со мед, да, за да нели не мора да бара ниту агаве, ниту не знам што друго. И ова исто, многу битна работа, за да го измазниме. Како се вика ваква, има слична и градежниците. Како се вика ова? Шпакла. Шпакла се вика? Да. Или шпатула, да. На каменички, на каменички е мистрија. Мистрија, така, да, мистрија, еште бре. Мите, како колегите камермани во студио, ни помагаат во однос на овие, нели, стручни називи. Градежни алати. Сега, да, еве, Нинат е подлучен да заслади, како велиме на речки, да заслади брк, кој ќе биде готов овој десерт, кој што ни го прави Снежа. Значи, сега одиме на филот ќе го направиме. Сега, нели штедиме вода, дури не се испрља доволно раката, не ја миеме. Значи, 17 вкупно урми ќе ги ставиме за да го направиме филот или така наречениот, значи слој од карамела. Сакаш да ми се придржиш или не сакаш? Да, може. Значи ставив 3, еве вака се бројат. Ја пошто заборам и тука се да ги бројам. Да, 4. Сакав да ја споменам, односно она што го имам забележано е дека во поголемиот дел од рецептите кои што ги подготвуваш е составен дел се урмите. 4, 5, 6, 7, 8. Ајде. Составен дел се урмите од твоите рецепти. Да, тоа ми е најлесниот и најлесно достапниот засладувач, кој што има голема засладувачка моќ и кој што значи проверено, значи секогаш ги прави рецептите многу повкусни. Колку изброивме? И математика оваа кујна. 13, 14? Да, значи уште 15 16, 17. Готови сме. Добро. И после можете да си ги посадите овие, може па ќе изникнат. А имаше навистина читав, нели за да се обновува вегетацијата, викаат дека обично нели не се фрла храна од прозорот кога возите со кола, меѓутоа доколку јадете јаболко или доколку јадете не знам праска и така натаму, слободно да фрлате низ прозорот заради тоа што нели семчето ќе си го најде својот пат, па можеби ќе нели ќе изникне дрвце, па ќе да, но тоа само доколку станува збор за нешто такво, а не за хартија од бурек. Ма никаква бурек. Да, јас го имам на тоа видено вака тоа хартија од бурек низ прозорот автомобил, но да. Значи овдека се урмите 17 на број и овдека ќе додадам уште една лажица од путерот. Пак нели оваа работава. Да, ништо да не се фрли. Добро. Се надевам дека тоа добро ќе и успешно ќе биде во нашиот блендер. И малце Јас со урмите и со нашиот блендер тука во студиото немам баш некое добро искуство со Нинат кога правевме бомбици.
Но ќе Чекај, сега видиме, ќе мислам дека Има ти друго нема да биде сечило, проблем. така да Има. ги пробаме со другото сечило. Има, еве. да. Вака. Мора да се снајде. Чекај сега да видам и вака беше, а само се притиска надолу, Така е, така да. ли? На И? тој принцип, само чекај Не само работи. Мора да работи. Сврти го малку Снежа. Не, така да го го свртам? исклучи. Леле. Не, мислам дека Добро е, еве, си го, те знае тебе. Овој па и се гаси, бре. добро е. Добро е. Добра. Добро е, Завршивме наредена. работа. Еве го, значи ова е карамелот, кој што обично нели прават карамел со шеќер и со путер, односно со маргарин. Еве го, значи гледайте сега. Така, Ова како дозгоре, ова ни да е вкусно, значи ова така да си го јадеш. Ама ова е како прелив кој што и обично самиот изглед на крајот ќе го видите, изгледа како оние купечки чоколадца што се завиткани. Па што делуваат многу убаво. Бајадерки? Па може и бајадерка, а може и Марс, мислам дека се вика. Ја не сакам да спомнувам брендови, пошто? Све се плаќа. да. Леле, добро. Добро бе. Добро бе. Ненаде, добро ќе къснеш, еве. Без негово одобрување ништо. Треба Значи, енергија, особено нешто благо, нели за Сега. Нешто конкретно, благо. нешто конкретно, па бе. рековме дека да правиме нешто конкретно. Минатиот пат, кога бев, нели, ми помогна, немавме сукало, па изиграваше сукало. Добро се, ова не си ми го фрлила, ова ја ќе си го излежам после. Слободно Снежа чувствува се како дома. Нема тоа, значи реков ништо да не се фрли. Да. Така да се учат по дома и децата и све. Кај се видела? Ова, јас искрено се надевам дека со една, да речеме, коцка, веројатно коцка ќе биде на крај сечена, со една коцка се да се заблажуваме доволно. Па да, затоа што доволно е, ама што вака е не вкусно, изгледа многу греото големо. е да къснеш едно. Да. Греото е да къснеш едно и да него... Јој, ова... Сега да сум вака со прст, обично... Добро, ајде. Можеш да го тргнеш. Можеш слободно. Сега да го измазнеме со мистријата. Така беше? Мистријата. Еве, гледајте. Ете, така. Бре. Можем у градежници да отидам, што и онака фалат работници у градежна индустрија. Да. Па што е? Тоа имавме исто тема во нешто конкретно. За женско-машките професии, од типот нели дека жените постојано се борат за некаква висока функција или за не знам Да. во политика и така натаму, меѓутоа никоја не бара да биде на пример молер. Па како би се викала, дали би била молерка? Или на пример како би се викала хирург, жена, како се вика хируршка или така нешто, значи. Да. Жена од тој тип. хирург. Или на пример нема. стоматолог, стоматолошка ли или како е? Исто жена Значи тоа е стоматолог, тоа, значи. се гостите се зезаа, вика, зашо Да. вика мене да ми дојде молерка, ковек радо би ја Молер. прифатила. Да, отколку Да. молер. Веројатно за тие професии се важни предиспозициите кои што треба да се имаат, предпоставуваме, Веројатно. од друга страна Некоја и желбата, планинарка па нели? да биде и молерка. Да, така е, но занаетот мора да кажеме дека особено во секое време, но особено денеска е многу важен, така што и молирството и Значи ова е црната Било чоколада, која- чекај вака се, ајде. Вака. Ајде. Каде е? Еве го црната Тоа чоколада ни е и вака. стопено тука, така? Оп, еве го. магија. Магија сторивме, да. Затоа што нели немаме за да топиме тука, јас го стопив од дома, значи црнова чоколада го стопив дома. Добро. Сега леле. Овој момент и сега со придружна музика, на пример, ајде Ненад, која беше појасчу све колачиче или некоја друга. Ти си моја чоколада, а? Види. Дури и малце како облик на срце Гледаш, заличи. бабе, тоа од љубов. Да. Самото ова Кога си се гледа готви што со е љубов. љубов. Да. И Да, спонтано ни мистријата. Стварно не се брише така од цемент, како беше, ама не тоа од кофата они го прават. Да, немаме. Од шолјата. Добра. Значи, леле, боже. Гледате ли бе? И И како сега не ќе- гледаат, гледа како се наредени. Предпоставувам дека и Кај? Ова после пак ќе го средиме. гледачите И не малце, следат со и внимание. мала лажичка ми треба за Само да го имаме, да. украсиме.
Исто малце, значи вака. Се малце, по малце ќе го украсиме вака. Видиш? Чекај. Значи, гледате како брзо се прави. И колку стои? Не се. За еден ден го снемува. Ма каков ден бре тоа, нема ни За ден. пола ден. Да, обично треба сега да отстои малце во фрижидер за да нели се стегне. Ама тоа рековме дека тоа е невозможно. Вака, Во домашни услови еве вака малце ќе го направам нели за да изгледа, за да биде издизајнирано. Ова вишоков ќе му го скратиме. Тоа го чека. Ненад го чека. Да, вишокот. Чекай сега за да го направиме да изгледа фино. Е вака. Ја сега ова да му го дадам на Ненад или ќе го чуваме? Не. Мита ми вика, што не се седнеш таму кај гостите, што стоиш? Знае дека ќе ме повикате. Тоа е. Јас тоа се чудам дали чека за тортата, односно за десертот, за вагичкова да го пробаш или да ни се приклучиш со некој прашање на ако нешто е нејасно. Сакаш некој прашање? Ќе јаде он, све е јасно. Снеже се покажа и со Можете вие да го кажам. Со мистрија. Следна на линк, Снеже качено на некој од овие зградиве. Еве, Нема зима за тебе, се вика тоа. Да, така е. Видате како Чекай да го пробам. изгледа. Ова се јаде со рака или Со рака, вилишка да земам? со рака, со мистрија. Со мистрија се не? Значи, ова е, еве вака треба да изгледа, значи би требало да постои 20 на минути во замрзнувач. Ама ние, пошто немаме нели замрзнувач тука, остриме ножот. Да. И така ќе се изеде, така? Да земеме... Месарка да видам. Готово. Многу професија излегува на виделина. Да, значи сега Да. јас ќе пробам нели да го исечам. Вие бре и раката почна да ми се тресе. Значи би требало како онакви... Многу сум бил на ивица. Не избутка. Ти е на ивицата. Не избутка. Да, од режија, еве ми река на ивица, значи да си одам. Пробам, одлично е. Одлично, да се Да. спремам со гостини. Дека од така ти режија ти донесла рекој, иначе овие? ќе си къснеш уша малце. Чекај. да го Добро, сега изпишам. ние да ги сервираме така, нели како што и претпоставувам Да. во коцкички. Сега нели за да биде фино. Фино би било нели. Да. А гостинот на која тема ви е? Велешки. Да. Добро. Сега малку зборуваме за десерт, Не за прашав дали он завлажување. има некакви си. А сега други- малку за спортски игри. Да потоа. потрошиме, нели? Ле. Значи. Чекај сега за да се изсервира. Што денес? Денеска е 1 јуни. Почна нов месец, а? Да. Ова каде го стави добро, Нена? Добро. Да, може и таму. Чекај сега. Мора вака, повелете. Значи, овие изброени веќе си ги чуваме за да ги посадиме. Добро. Ова нема ниша не се гледа. Дечки, јас мислам дека сме готови и дека можам да ви посакам добар апетит, да го направите, да уживате, да се заблажите и најбитно од се да се насмеете и само со позитивна мисла. Јас ти благодарам, Снежи, јас едве чекам да го пробам, да си се заблажам и верувам дека и она кое што претпоставувам во овој момент го имаат како впечаток нашите гледачи, дека како што изгледа, така и вкусно, а со оглед на тоа што не ни требаше многу време, само треба да ги имаме потребните состојки, да го знаеме редоследот или на кој начин се прави, да си го подготвиме и да си го разубавиме денот и на тој начин. Нормална гостина, ако е од Велес, ако не донел велешка пита беше, мислам да го вратиме гостина. Не е сезонен на пита. Не е И сезон. во Велес на хрона. Да. Во следна прилика кога ќе биде сезоната и кога ќе имаме можност, ќе може и ќе засукаме тука пита, но за сега ќе се држиме на овие здрави рецепти, кога видиме дека ако ни се јаде нешто благо, дека мораме да каснеме било што, тоа и не изгледа, не е баш така, туку дека можеме еве на овој начин да се Да, и подготвиме. добро е што е брзо, добро е што е едноставно, добро е што не се чека или ниту да се пече, добро е што не се потребни многу намирници и многу од овие електричните кухински апарати за да трошиме струја, така да најефтино да се држиме. Ете така, тоа ви го препорачуваме ние за денеска. Доколку нешто пропуштивте, го имате на нашиот YouTube канал Утринска на Тилма овој рецепти, ќе може да си го погледнете и да си го подготвите за дома. Доста Со ни е мистеријата Снежа да Има уште продолжи. некој парче Ненад и за тебе и се разбира за колегите тука малку да се заблажиме. Вие направете си го, па дома уживајте во тоа. Ненад е подготвен, веќе малку со повеќе енергија да продолжи со следната наша тема. Снежа ти благодарам и се гледаме во следна прилика. Поздрав.